Светлопис раскази за деца. Дедо Јоаники и училиштето со отворена врата. Кратка приказна за деца. Утрото се уште не беше целосно разбудено. Сонцето тивко ѕиркаше за редовите, а воздухот беше студен и чист. Звончето на малата манастирска црква не звонеше гласно, само колку да му каже на денот дека е време да започне. Пред вратата стоеше еден дедо, мирен, со бела брада и блага насмевка. Тивко се молеше. Тоа беше дедо Јоаники и наскоро ќе дојдеа децата. Пред многу години во еден мал манастир живееше дедо Јоаники. Тој носеше црна монашка облека и во рацете често држеше бројаница. Не зборуваше многу, но кога ќе погледнеше некого, луѓето чувствуваа мир, особено децата. Тие не се плашеа од него. Напротив, штом ќе го видеа, се чувствуваа сигурни. Секој утро пред црквата се собираа деца. Некои беа мали, некои поголеми, некои со стари чевли, некои боси. Децата доаѓаа од сите страни, тивко. Дедо Јоаники стоеше меѓу нив, како тивок чувар. Дојдете, деца, ќе речеше нежно. Денес ќе учиме. И тие одеа по него со доверба. Училиштето беше мало, но вратата секогаш отворена. Внатре мирисаше на дрво, на хартија и на стара книга што многу раце ја листале. Сонцето влегуваше низ прозорецот и паѓаше врз масата. Прашинките танцуваа на светлината, како и тие да сакаа да учат. Децата седеа блиску едно до друго, некои исправено, некои малку накривени. Моливите ги држеа внимателно, како нешто многу важно. Едно дете се обиде да каже една буква, но ја изговори погрешно. Застана, го наведна погледот. Никој не се насмевна, никој не викна. Дедо Јоаники се доближи до него и тивко рече: "Полека, буквите сакаат трпение." Тогаш детето смирено повторно се обиде, овој пат подобро. Во тоа училиште се учеа букви и зборови, се учеа молитви, но најмногу од се учеше како да се биде трудолюбив, трпелив и добар. Едно дете седеше наведнато над тетрадката. Не можеше правилно да ги напише буквите. "Дедо, јас не знам, не можам," прошепоти. Моливот му застана во раката. Очите му се насолзија, не од буквите, туку од страв да не сгреши. Дедо Јоаники се доближи. Ја стави раката на рамното на детето. "Не е важно дали ќе сгрешиш," рече тивко. "Важно е што се трудиш." Детето го погледна, потоа пак го зеде моливот. И буквата полека излезе. Во тоа училиште децата учеа нешто важно, дека стравот не е учител, учител е трпението. Кога денот заврши и децата си заминаа дома, дворот стана тивок. На зајди сонце, сенките полека се издолжија меѓу дрвјата и камењата, а светлината стана помека и посмирена како благ допир на крајот од денот. Дедо Јоаники остана сам. Запали свеќа. Мал пламен, но доволно силен. Со бројаница во раката се молеше смирено. "Господи, чувај ги децата, просветли ги со Твојата светлина." Еден студен јануарски ден, дедо Јоаники тивко се упокои и замина кај Бога. Но светлината што ја запали не се изгасна. Таа остана во патеките по кои ода децата, во книгите што ги носат и во добрината што ја учат. Зашто некои луѓе не живеат само во минатото, тие чекорат со нас, во срцата на децата што растат со светлина. Господи Исусе Христе, чувај ги сите деца. Научи не да бидеме добри, да ја сакаме просветата и да ја носиме Твојата светлина каде и да одиме. По молитвите на дедо Јоаники, благослови на сите. Амин.
Светло визгано за деца.